Овде ќе ве наведам на уште малку време посветено на црквата, односно на незината света тајна. Мојот колега Бранислав од Кичево разговара на оваа тема со отец Крстановски. Да ги слушнеме. Денешниот разговор во рамки на утринската програма Деница на телевизија Мега со отец Александар Крстановски ќе биде на тема Светите тајни на црквата. Отец Крстановски, добро утро и еве моето прво прашање до вас ќе биде што всушност представува Светата тајна. Христос воскресе, добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Света тајна во основа е чин при кој што се излева невидливата Божја благодат врз човекот. Па според тоа може да се каже дека во црквата се е света тајна, бидејќи преку воплотувањето на Господ Исус Христос, неговата смрт и воскресение и преку слегувањето на Светиот Дух и раѓањето на црквата, тогаш во секој чин во црквата се излева Божјата благодат. Од друга страна, едни единствена е светата тајна на црквата, од која што извираат и во која што се влеваат сите останати свети тајни, а тоа е Евхаристијата, светата тајна, врз која што почива црквата како заедница и единство, и на која се остварува тоа единство на верните со Христос и меѓу себе. Од таа света тајна се излеваат и во неја се влеваат или во неја добиваат смислата сите останати свети тајни. Иако школски, ете така ќе се изразам, или пластично, за појасно да биде, седум се светите тајни на црквата, односно христијанската догматика учи за 7 свети тајни, иако повторувам, во се излева Божјата благодат и се е света тајна во црквата, а сето тоа извира и се влева во единствената света тајна Евхаристијата. Споменавте дека се 7 свети тајни на црквата, може ли еве да позборуваме околу тие 7 свети тајни, кои се тие свети тајни 7 на црквата? Прво, зборуваме за крштението, света тајна, во која преку дејството на Божјата благодат ние стануваме членови на црквата. Потоа следува светата тајна миропомазание. По црковната пракса таа се извршува веднаш по светата тајна крштение и е света тајна во која што преку помазување со свето миро на одреден или на клучните делови од нашето тело, ние ги добиваме даровите на Светиот Дух, потребни за наш понатамошен развој во духовниот живот. Следува светата тајна покаяние. Тоа е света тајна во која што преку дејството, невидливото дејство на Божјата благодат, на христијанинот кој што се кае за сторените гревови и престапи, му се опростуваат гревовите. Светата тајна свештенство е света тајна во која што одредени членови на христијанската црква, одредени христијани, преку избор од страна на собранието на црквата, добиваат особена благодат да свештено служат и да ги извршуваат останатите свети тајни, односно света тајна свештенство, затоа се нарекува, во која се добиваат свештените чинови на црквата, во основа се тоа 3 чинови, ѓаконски, свештенички и епископски чин. Потоа, светата тајна елеосвештение или маслосвет, во која што на христијаните кои што се наоѓаат во тешка болест или, ако сакате, и на смртна постела, со помачкување со осветено масло се молиме за нивно телесно здравје и понатамошно напредување во духовниот живот. Не спомнав светата тајна брак, е она света тајна во која што преку единството во Христа, мажот и жената влегуваат во едно поприсно, поблиско единство како клетка, бракот сватен како клетка на црквата. И секако, намерно ја изоставив последна, светата тајна Евхаристија, која што реков е света тајна од која што излеваат и во која што се влеваат сите свети тајни и во која што ја добиваат смислата сите останати свети тајни, бидејќи ние тука го реализираме нашето единство со Христос и нашето единство меѓу себе како
црква. И не случајно, во рано-христијанскиот период, сите свети тајни се одвивале на самиот чин на литургијата, за воној момент кога тоа е предвидено во светата литургија, оној кој што претходно ја примил светата тајна, веднаш да се причести со телото и крвта на Господ Исус Христос, да го оствари своето единство и така во него да се излее невидливата Божја благодат, што е смислата на светата тајна. Отец Крстановски, ви благодарам што и ова утро бевте заедно со телевизија Мега и секако со наредна тема разговараме веќе наредната недела. Ви благодарам за поканата, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, го проследивте разговорот со отец Александар Крстановски на тема Светите тајни на црквата.